Ивчева Јовановска, која што е раководител на проектот за кој што денеска ние ќе зборуваме, односно поводот за разговорот ни е усогласување на македонскиот правен систем со законодавството на ЕУ за вештачката интелигенција. Овој проект го спроведува правниот факултет Јустинијан I, кој што е поддржан од Министерството за образование. Професорке, добар ден, добре дојдовте и како сте? Добар ден и добре најдов. Одлично сум. Особено дека се работи за исклучително динамичен период во кој што имаме активности на факултетот и надвор од него. Супер. Так. Да почнеме некако да се освртиме кон самиот проект и тоа односно за тоа што сме денеска и овде поточно, односно за почеток сакам да ве прашам што представува проектот согласување на македонскиот правен систем со законодавството на ЕУ за вештачката интелигенција. Под проектов прво ќе кажам дека е пионерски, имајќи предвид дека на многу правни факултети прашањето околу вештачката интелигенција се отвара, меѓутоа во некои ситуации доста спорадично, да не кажам индиректно. Меѓутоа правниот факултет Јустинијан I со оглед дека е секогаш прв во сите иновативни и правни аспекти кои што се врзани со македонскиот правен систем, со македонското законодавство и согласување со европските стандарди, направи еден исклучително важен проектен тим кој што аплицираше и до Министерството за образование и наука и за среќа истиот проект беше прифатен од страна на Министерството и веќе сме во сериозна фаза на работа и на активизам, кој што значи вклучување на бројни аспекти поврзани со самиот проект. Најнапред би кажала неколку работи кои што веќе се завршени и работи кои што допрва не следат. Работите кои што се завршени, направивме една сериозна компаративна анализа, која што се однесува на анализа на најважните правни акти врзани со вештачката интелигенција на Европската унија, но и на Советот на Европа. Тие ги ставивме во контекст на македонското законодавство, што се треба да биде усогласено врз основа на овие правни документи. Понатака напишавме исклучително важни трудови, научни трудови кои што се однесуваат и се директно поврзани со вештачката интелигенција. Имавме свои излагања и на две важни конференции, исто така поврзани со правните аспекти на согласувањето на македонското законодавство со документите на Европската унија поврзани со вештачка интелигенција. Организиравме одлична работилница на оваа тема, на која што имаше исклучително голем одек од страна на не само студенти, туку и практичари, адвокати, но и учесници од разни работни групи и тематски оделенија во рамките на јавната администрација и доправа следат доста голем број на други активности кои што се однесуваат на самиот проект. Морам да кажам дека сум исклучително задоволна со целиот тим на проектот, во кој што се вклучени многу искусни професори, меѓутоа и од помладиот кадар, исклучително квалитетни професори, но и асистенти, помошници и така натаму, кои што навистина даваат една додадена вредност на проектот и јас се надевам дека истиот ќе биде многу добро не само организиран, туку и добро завршен или заокружен како една целина, имајќи предвид дека на Македонија е потребен овој проект и е исклучително важен не само за правните аспекти, туку и за сите останати аспекти кои што се поврзани со него. Така, професорке, некако баш убаво го срочивте сето тоа и самата поента на целиот проект, нели, и самото развивање и одвивање на самиот проект, но ете да можеме малце подобро да ги запознаеме и студентите и гледачите. Сакам да ве кажам зошто токму сега е важно да се зборува за правното регулирање на вештачката интелигенција. На тоа прашање веројатно секој може да одговори како општ генерален заклучок е дека вештачката интелигенција и како е трансформационен фактор во целото општество и како имаме
силно влијание или под силна пресија сме на некој начин, ние како граѓани, но и особено професионалците во сите домени, не само правниците, туку и медицинарите, докторите, професорите, луѓето кои што се занимаваат со економија, посебно со техничко-технолошките науки, иновациите и така натаму, сите сме на некој начин засегнати со вештачката интелигенција, имајќи предвид дека вештачката интелигенција го моделира нашиот секојдневен живот и нашите професионални обврски. Така што не само што е добре дојден овој проект и навремен овој проект, туку јас би рекла дека со оглед дека вештачката интелигенција се движи многу брзо во светот и ние мораме да го фатиме тоа брзо темпо, би рекла, на развој и мораме да ги усогласуваме или да одиме чекор со чекор, би рекла, со европските, но и светските текови, кои што се врзани за развојот на вештачката интелигенција и од тука мислам дека овој проект како реформски или како пионерски зафат ќе биде само едно скалило во развојот и напредувањето на правната рамка врзана за вештачката интелигенција на Македонија. Секако дека овој проект ќе мора да има follow-up, имајќи предвид дека многу работи се случуваат во моментов, но и ќе се случуваат во однос на ова прашање и дека самата регулатива не стои, односно регулативата постојано се апдейтира и се менува и се усогласува согласно трендовите кои што постојат во светот. Од тука многу е важно ние како еден амбициозен тим што ја започнавме оваа работа. Голема благодарност до правниот факултет кој навистина ја оцени вредноста на овој проект и ни даде целосна поддршка за негова реализација. Голема благодарност до Министерството за образование и наука и до министерката Весна Јаневска која навистина практично не излезе во пресред за решавање на овие прашања и ја оцени важноста од истото ова прашање да биде изанализирано како што треба, но и голема благодарност до владата која што може да процени што е потребно во државата во моментов. Пример, имаме голема соработка и со Министерството за дигитална трансформација, со министерот Стефан Антоновски, кој што во моментов е направена работна група каде што наш член од работниот тим е вклучен во работната група за подготовка на стратегија, на македонска стратегија за вештачка интелигенција, кој што е рекла прв чекор во низата чекори кои што ќе следат понатаму во делот на усогласувањето на македонското законодавство. Најнапред треба да се направи стратегија за вештачка интелигенција на ниво на Македонија, а дури потоа да се започнат процесите кои што се врзани со усогласувањето на секој поединачен законски и правен акт во рамките на законодавството, за да можеме да имаме вистинска имплементација, а не декларативна или програмска имплементација и усогласување на македонското законодавство со сите оние правни акти кои што ги имаме како компаративна анализа. Тука е актот, значи актот на Европска унија за вештачка интелигенција, тука се сите сродни регулативи, актот на дигитални услуги, актот за податоци, за управување со податоци, GDPR-от и сите други акти кои што навистина се важен правен механизам за уредување и регулирање на материјата од областта на вештачката интелигенција во Македонија. Така, професорке, гледано, кои се главните цели на проектот? Главните цели се, како што реков, да направиме мапирање на се она што представува обврска на Македонија во патот на пристапниот процес и усогласувањето на македонското законодавство со европското. Значи, како што реков, мораме да направиме хоризонтално мапирање, да видиме кои се акти во рамките на националното законодавство имаат потреба од измени и дополнувања, а врзана со усогласувањето на македонското законодавство со европското законодавство. По таквото мапирање ќе следи нормално и утврдување на потребата од донесување на национална стратегија, за која што веќе реков дека е во процес и во тек. Понатака ќе следат сите оние дополнителни усогласувања, измени усогласувања на постојните македонски закони кои се однесуваат или тангираат прашања врзани со вештачката интелигенција и на крај нормално ќе дадеме одредени препораки и за институциите како таквите документи, акти
акти треба да бидат применети во рамките на секојдневното нивно практикување. Имајќи предвид дека самиот акт на Европската унија за вештачка интелигенција е прилично комплексен и тој е екстратериторијален, значи тој не се однесува само на Македонија, туку и на сите држави во Европската унија. Ние заземаме еден би рекла мощна мултидисциплинарен пристап во имплементацијата на тој акт и затоа имаме вклучено во тимот професори кои што се од различни области. Например, кај мене се падна делот товарот кој се однесува на човековите права и на заштитата на човековите права, но и самиот процес на конституционализација на вештачката интелигенција во делот на заштитата на човековите права во Македонија, но и прашањето на доброто демократско владење и управување, владењето на правото и управувањето, демократското управување согласно стандардите на вештачка интелигенција. Тука се исто така и прашањата на алгоритамскиот суверенитет, прашањата на конституционализација на вештачката интелигенција, но и прашањата врзани со фундаменталните права. Друга страна имаме професори кои што ќе се занимаваат со сајбер безбедноста, со корпоративното право, со прашањата врзани со реформата на јавната администрација и дигитализацијата, односно потребата на вештачката интелигенција во јавната администрација. Така што овој мултидисциплинарен пристап практично е основна цел на проектот, што значи дека нема да одиме само парцијално во разгледување на вештачката интелигенција од аспект на нели дигиталната трансформација на системот, туку ќе одиме и многу по-конкретно во секоја област од македонскиот правен систем. Тука секако ќе вклучиме и професори кои што можеби не се дел од проектот, меѓутоа имаат што да кажат во делот на вештачката интелигенција во конкретни области, например во трудовото право, секако економските аспекти на вештачката интелигенција, така што има навистина значајна цел овој проект, бидејќи нашата цел нема да биде само да оставиме нешто забележано на хартија, туку ќе инсистираме тие препораки кои што ќе бидат на крај сумирани од сите овие активности кои што ги правиме година и пол, дај Боже да имаме и фоллоуап, ќе инсистираме да бидат и применети во рамките на институциите, односно на законодавството во земјата, со цел истиот овој проект да не остане само на хартија, туку да има и употребна вредност. Така, професор, ке напоминавте за употребната вредност на самиот проект. Дали нашите институции се подготвени за ова? Што мислите? Ние наскоро ќе направиме една анкета, која што ќе биде подготвена со мощни, концизни, прецизни прашања. Таргетирани се сите институции, таргетирани се граѓаните, но и професионалните, би рекла, чинители во системот, приватни фирми, одредени корпорации и слично, се со цел да добиеме, би рекла, една сеопфатна анализа за тоа колку македонското општество и институциите се навистина подготвени да ги следат европските стандарди и европските практики во делот на вештачката интелигенција. Врз база на тие одговори кои што ќе ги добиеме во рамките на анкетата, на крајот ќе видиме колку навистина македонското општество може и знае да пулсира заедно со трендовите и современите аспекти на вештачката интелигенција во рамките на Европска унија, но и на светско ниво. По оно што да кажам, се наши неформални и формални разговори, има доста прашања кои што за жал или воопшто не се отворени во рамките на институциите или многу малку се посветува внимание на нив и токму ние имаме основна цел, нели како што рековме, да ги преку различни работилници, преку различни вебинари, еве и со овој подкаст, да го анимираме стручната, професионалната, но и општата јавност за значењето на вештачката интелигенција врз развојот на сите правни, економски и останати текови во системот. И нашата цел не е само да, како што реков, само да декларативно или технички да ги разгледаме
правните акти, туку и да ја разбудиме свеста кај институциите, а ако таа е разбудена, уште повеќе да ја зголемиме свесноста кај институциите дека вештачката интелигенција е тука, не само што е тука, него таа се повеќе го минува светот и не минува нас, го минува нашето секојдневно живење. Ние се повеќе, студентите, професорите, сме на некој начин и зависни од она што вештачката интелигенција и алатките на вештачката интелигенција ни го нудат. И многу побрзо можеме да стигнеме до референтни библиографски единици, многу побрзо можеме да стигнеме до информации кои што ни се потребни за пишување на трудови, за пишување на анализи, за пишување на проекти и така натаму, така што но тоа истото се одразува и на работата на институциите. Значи, институциите мора да ја користат силата и вредноста на вештачката интелигенција во своето секојдневно работење, бидејќи тоа е светот. Не можеме ние да останеме пуст остров, нели, во кој што нема да се употребуваат сите овие алатки на вештачка интелигенција и не можеме да кажеме дека нас не тангира тоа. Нас и како не тангира во секојдневното живење, како што реков, и се повеќе влијае врз нашиот ако сакате, врз нашето размислување, врз креирањето на нашите желби, потреби, активности и така натаму. Ние мораме да го фатиме чекорот и да го следиме динамизмот на движењето и развојот на вештачката интелигенција секојдневно. Така што и институциите сум сигурна дека сето тоа веќе го имаат воочено и дека сето тоа го имаат антиципирано во натамошните активности врзани за нивното согласување со стандардите на Европската унија поврзани со вештачка интелигенција. Така, професорке, се согласувам апсолутно со све што кажавте, затоа што мора да одиме напред, мора да ги следиме нели примерите од Европската унија каде што се применуваат, па така да можеме и Македонија, правото, па и самата вештачка интелигенција да ја донесеме на тоа ниво каде што и во другите земји, затоа што веќе како што истражувам и гледам, се повеќе правно се регулира и во многу држави и вие како што напоменавте веќе станува секојдневие на секој поединец, без разлика кој би. Јас да ви кажам искрено се плашам да го отвориме да ја отвориме споредбата помеѓу Македонија и на пример Кина, Јапонија или некои други земји од развиениот нели исток, Азија. Зошто ми е страв? Затоа што тие се светлосни години пред нас во делот на ова прашање. Меѓутоа, она што, значи, ние треба да тежнееме кон унапредување, секако не можеме да следиме трендови кои што се светлосни години подалеку од нас, меѓутоа барем она што представува европски стандард и апликација на европските стандарди во македонското законодавство мора да бидеме во тек и мора да ги следиме чекор по чекор, буквално. Секако дека не можеме да направиме чудо со еден проект, меѓутоа јас се надевам дека овој тим со оглед дека го има знаењето, го има капацитетот и понатака ќе продолжи во унапредување на сите оние работи кои се врзани со прашањето на вештачката интелигенција и апликацијата на истата во македонското општество и македонскиот систем. Така, професорке, да се вратиме назад кон проектот. Кои се главните активности што досега се реализирани во рамки на проектот? Вие неколку напоменавте веќе, но ете малце подетално кон ова прашање. Да, најнапред сум многу свикна затоа што голем дел од работите кои што се зацртани во проектот се веќе реализирани или се на чекор на реализација. Она за што сум посебно горда е компаративната анализа која што е веќе готова и која што многу набрзо ќе го види светлото на денот, која се однесува на, како што реков, разгледување, анализа, но и давање на одредени препораки за тоа како тие акти да се применат во македонското законодавство. Веќе ги споменав, е актот на Европската унија и сите оние останати регулативи кои се однесуваат на дигиталниот простор, ајде малку пошироко, но тука и GDPR-от, значи регулативата која се однесува на заштита на личните податоци, исклучително важен документ, имајќи предвид дека вештачката интелигенција, една од слабостите на вештачката интелигенција е тоа што многу често знае да задира во нашите човекови права и може да направи одредени пропусти или одредени грешки кои се однесуваат директно ги повредуваат човековите права на граѓаните. Од тука GDPR-от е многу важна алатка која што се реформира согласно стандардите на
утврдени во рамките на ИА актот и сето тоа мораме и ние да го следиме како важен момент. Освен оваа компаративна анализа, тука сум исто така многу горда. Напишавме 3 извонредни труда, се надевам дека ќе бидат многу брзо објавени. Знаете како оди процесот на објавување во странство е малце по-сложен и комплексен, бидејќи се бараат одредено време за peer review, blind peer review, кој што треба да го направат двајца рецензенти. Понатака следат сите оние технички аспекти на пишување на трудот и обработка на истиот согласно забелешките доколку стигнат нормално и објавување на истиот. Тие се надевам дека ќе бидат објавени во реномирани списанија. Исто така имаме 3 јавни настапи на важни конференции од страна на членовите на проектот. Имаме организирано работилница која што беше многу добро посетена, но и многу добар одек имаше меѓу учесниците, но и нормално од страна на проектниот тим и од страна на правниот факултет. Од таа работилница произлезе една исто така многу солидна публикација во која што се презентирани сите говори од страна на учесниците и панелистите, но се дадоа и конкретни препораки за тоа што е конечниот или крајниот исход од работилницата. Бивме посетени со над 100 учесници во самата работилница, како што реков, од сите аспекти, од сите делови на општеството, значи студенти, учесници од јавната администрација, суди, адвокати, мислам дека имаше и јавни обвинители и особено сум срекна затоа што го подигаме нивото на свесност кај судиите, имајќи предвид дека тие се директно вклучени во евентуални процеси, судски процеси кои што би можеле да бидат дело и од нашата судска пракса за судење доколку се појават одредени повреди на човековите права, но исто така и корисна вештачката интелигенција и корисна алатка и за самите судии, имајќи предвид дека во судството се користат овие алатки. Покрај таа работилница сега ни следи и еден вебинар кој што исто така има многу важна тема. Вебинарот ќе се организира на 24 март. Многу сме срекни што имаме над 150 пријавени учесници. Вебинарот ќе го водат и ќе одговараат на различни прашања поврзани со темата двајца еминентни правници, односно едниот е професорот од Финки, професорот Димитар Трајанов, исклучително важна фигура, особено во делот на Везилка, бидејќи тој е координатор на Везилка и на целиот тој процес на дигитална трансформација во рамките на министерствата, додека другиот наш соговорник ќе биде адвокатот Јован Најденовски, исто така познат лик на правната јавност, кој што ќе одговараат, најнапред ќе дадат свој осврт на прашања врзани со правните и техничките аспекти на употребата на вештачката интелигенција и грешките кои што се прават при употребата на вештачката интелигенција со цел на еден практичен начин да дадат одговори на сите оние празнини кои постојат во системот, меѓутоа и на сите оние халуцинации кои што се на некој начин секојдневие во вештачката интелигенција и како да се надминат истите, како да се справиме со тие негативни слабости во врска со особено халуцинациите на вештачката интелигенција, така што очекувам уште поголем одзив од страна на студентите, но и општата јавност врзани со овој вебинар. Потоа исто така ќе организираме 2 конференции, меѓународни конференции. Едната ја планираме некаде крајот на мај, другата некаде крајот на септември-октомври. Таа ќе биде, ја очекуваме последната конференција да биде со многу посилен меѓународен фактор, но и со на некој начин заклучни согледувања кои што ќе бидат за окружување на проектната активност врзана со сите овие настани кои што ги набрав и давање на конкретни препораки што треба да се направи во делот на усогласувањето на македонскиот правен систем со европските стандарди во делот
со тоа што како закренели напоменавте за вебинарот кој што предстои, па еве јас можам да упатам еден апел до сите студенти, до општата јавност, сите кои што не гледаат, ќе оставиме линк за пријавување и QR код може да се пријават и да присуствуваат нели на истиот. Мене ми беше искрено многу драго што бевте денеска во емисијата Студентски пулс и исто така се надевам дека понатаму ќе ги следиме активностите на проектот, бидејќи ова е тема од големо значење, која се повеќе и повеќе го отвара прашањето за улогата на правото во време на брз технолошки развој. Професор, ќе ви благодарам уште еднаш и јас искрено се надевам дека може кога ќе биде скоро завршен проектот, да имаме уште една емисија, за да може да срочиме се. Ви благодарам и на вас за одвоеното време и нормално за оваа прекрасна емисија. Навистина сум среќна што имам еден одличен тим, нели? Не е тој позади мене, туку ние сме сите заедно во тој тим, работиме заедно со еден голем ентузијазам, без многу хонорари, без многу средства, обично секојаш врзуваат дека нашата работа е врзана со некои големи пари, верувајте дека не е така. Најголем дел од работите ги правиме ентузијастички со цел да помогнеме на Македонија и во овој процес на снаоѓање, би рекла, во овој виртуелен или дигитален хаос некогаш, да помогнеме на институциите и на правниците да си ги најдат одговорите на бројни прашања од кои што нели секојдневно се појавуваат и кои што најчесто не можат да се тие самите да се снајдат. Така што ви благодарам за интересот. Се надевам дека ќе имам уште еден подкаст на кој што ќе ги сумираме сите овие резултати кои што ги изборувавме, но и нови резултати и ќе бидеме пресреќни дека сме го финализирале проектот успешно и на наша голема чест и големо задоволство. Така, професор, јас искрено се надевам дека се гледаме во следно издание. Ви посакувам успех додека го реализирате проектот. Почитувани наши гледачи, драги студенти, ви благодариме што бевте со нас и оваа епизода во специјално издание, така да и вас повикуваме да ги следите самите активности на овој проект.